Колешке Шахпаска. Општата болница Кичево, новиот клинички центар Мајка Тереза, зголемените плати од 100.000 денари, зголемениот капитационен бод на 70 и 90 денари, ви ги слушаме од стартот на мојот мандат, односно и за ребаланс 2017, и за буџет 2018, и за ребаланс 2018, буџет 2019, ребаланс 2019 и сега буџет 2020. Добро е што ова е последен пат да ве гледам како се мачите и срамите со истите ветувања да настапувате и за следнава 2020 година. Ќе ве потсетам на дел од нив да не бидеме досадни, односно вие сте тие поради кои што сме ние досадни, па да ви ги споменувам бесплатното болничко лекување, мојот термин 100.000 денари плата и така натаму. Еве ќе бидам малку поразлична. Ветивте, ќе го покачите капитациониот бод на матичните доктори за 90 денари. Требаше да бидат 90 денари заклучно со јуни 2019 година. Тие сега не земаат 90 денари, туку земаат 63 денари, односно 8 денари плюс. Истото се случува со капитациониот бод за матичните стоматолози. Им ветивте 70 денари на 1 јули 2019, за да сега земаат само 8 денари повеќе, односно 48 денари. Не можам да не ги споменам стоматолозите специјалисти, на кои што срамно им понудивте договори со покачување од 15% на нивниот труд. Омаловажување без крај. Нигде ги нема договорите кои што им ги ветивте во текот на цела 2019 година дека ќе седнете на маса со нив, дека ќе разговарате. Освен ова срамно покачување од 15% за нивниот вложен труд. Понатаму, ветивте проширување на позитивната листа на лекови барем еднаш годишно. Позитивната листа на лекови не е редефинирана се уште, а требаше барем еднаш да биде до 31 мај. Гинекологија Чаир и болниците во Куманово и Струмица се уште не почнаа да се греат на газ, а Филипче најави дека ќе биде како и се останато. Ќе отворите детска општа болница во Скопје, требаше да биде отворена според вашите ветувања до крајот на минатиот месец. Истото и со започнување на изградба на клинички центар во Битола. Значи, ништо од ветеното го нема и повторно и за 2020 одиме со истите ветувања. И ве молам, кога ќе ми контрареплицирате, немојте за 100.000 денари плата да ми ги споменувате дежурствата. Зборувавте за чиста плата од 100.000 денари. Немојте, кога ќе ве прашам за бесплатно болничко лекување за сите, да ми кажувате дека сте ја покачиле социјалната помош. Немојте. Конкретно одговарајте на прашања. И мандатот ви завршува, нов закон за здравствена заштита нема. Вие први, како доктори од владеачкото мнозинство, требаше овде да го повикате вашиот скандал и тендер министер на одговорност, затоа што вие овде му ги браневте неговите криминални политики.